До 2031 година 80% од граѓаните треба да имаат смарт броила, а првите веќе се очекува да бидат инсталирани за околу година и пол. Смарт броилата е само една од реформите кои ги носи новиот закон за енергетика. Со ова ќе се елиминираат паушалите на сметките. Во меѓувреме, граѓаните на сметките за електрична енергија ќе можат да прочитаат колку од наплатеното е потрошена електрична енергија, а колку паушал. И ова се очекува да се случи од јулската сметка. Според надлежните, сега се отчитуваат 85% од броилата, таму каде што не се отчитува станува збор за затворени објекти или објекти каде што не може да се влезе. Согласно врската од законот треба да се изработи и студија кај што точно ќе се дефинираат и техничките детали околу проектот за паметните броила. Тоа очекуваме да биде завршено во некои наредни месеци. Понатаму многу е битно да се инволвираат сите засегнати страни. Очекуваме дека ова ќе заврши веројатно во, да бидеме реално е да очекуваме дека тоа ќе биде до крајот на годината и веднаш после тоа би започнале набавка на броила согласно тие нови критериуми. Но пак ќе кажам, ние веќе набавуваме такви броили, веќе имаме инсталирано. Новиот закон за енергетика според надлежните представува историска реформа во македонскиот енергетски систем. Ке придонесе за ефикасност и отчетност во енергетиката со јасни придобивки, од кои бенефит ке имаат и граѓаните и компаниите. Со законското решение се овозможува на ранливите категории на граѓани да не им биде исклучена струјата во текот на зимата. Исто новитет е што 20% од сите нови енергетски објекти сега ќе мораат да имаат батерии. Тука се воведува и методологија за енергетска сиромаштија. Тоа значи ќе има и фискални и нефискални мерки, што значи на пример во зимата не може да ги исклучите тие што нема да плаќаат електрична енергија, а ние како министерство веќе имавме 2 програми за помош на граѓаните. Инаку планот е до 2033 година загубите на струја да се намалат под 10%. Континуирано и планско се работи на ова. Најмногу загуби се регистрирани во Скопје, Гостивар и Штип.